Добар ден, почитувани, стартува на новата телеамбуланта. Петочото издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Повеќето луѓе имале барем една епизода на болки во долниот дел на грбот. Лубалната болка е втора причина за посета на лекар веднаш по грипот и настинката. Што се може да доведе до болка во долниот дел на грбот и како во тие моменти можеме да си помогнеме? Разговараме со Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот следува по рекламите. За болките во долниот дел на грбот, во лумбалниот дел, разговараме со Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт. Блаже, добар ден. Добре дојде во телеамбуланта повторно. Добар ден, благодарам на поканата. Често се јавуваат болки во долниот дел на грбот. Обично, кој дел од рбетот е засегнат со некаков проблем? Најчесто лумбосакралниот дел, или можеби тоа е една од најчестите причини за кои што ќе посетите можеби некојаш физиотерапевт. Како една од причините за болка е наглото настанување, да речеме, на болка предизвикана од неправилно стоење или неправилно дигање или носење на тежина, на товар. Тогаш најчесто може да настане една силна акутна болка, која што ќе ни даде насока да побараме помош од физиотерапевт или доктор. На каков се начин може да се манифестираат проблемите во овој дел на грбот, на рбетот? Дали секогаш е болката единствениот симптом? Може ли никош да се укочиме? Апсолутно, може да имаме ограничена мобилност на тој дел од рбетот. Всушност, кога имаме таква состојба, во секој случај имаме и силно изразена болка. Сите ние тоа сме го почувствувале, да кажем, како што кажавте во самата најава, најчесто скоро секој човек во текот на своето живење може да има еднаш или два пати до таква појава во кој што ќе биде ограничена неговата мобилност со силно изразена болка. Другите симптоми најчесто се можеби парестези, нешто нарушена сензитивност доколку самата болка е, да кажеме, иридира надоле кон определен кон некој од екстремитетите, долните екстремитети, но најчесто станува збор за една силна болка во лумбосакралната регија, во кој што крстот што го нарекуваат така наречен, така? Да, видете, лумбосакралниот синдром е збир од повеќе вакви состојби, во кои што станува состојби на новој дел од рбетниот столб, кај што се помеѓу лумбалниот и сакралниот дел, од рбетниот столб. Најчесто, тука може се спомнуваат различни состојби, како што е лумбаго, лумбоишиалгија, ишиалгија, значи тоа се најчестите болки во крстот, најчестите употребливи зборчиња за да се објасни состојбата помеѓу нашиот народ. Лумбосакралниот синдром е збир од сето тоа. При акутна болка кој што може да трае најчесто трае околу една недела, но може да трае до 4 до 6 недели. Ние ги издвоивме причините кои што може да доведат до болка во овој дел на грбот, во лумбосакралниот дел. Ги има навистина многу. Ке искоментирате дел од нив, но еве да погледнеме. Значи, што се може да предизвика болка во долниот дел на грбот? Тоа е истегнувањето на грбните мускули, потоа лумбалната дискус хернија и дегенеративната болест на дискот, ишијасот, спиналната стеноза, остеоартрозата на зглобовите, повреда на рбетот, искривување на рбетот, обично ова искривување се случува во детството, или пак рак што го зафаќа рбетот. Има тука и навистина сериозни диагнози, но вела дека најчесто болка се јавува поради истегнување на грбните мускули. Се ги имате ли разлика во манифестацијата на болката, на интензитетот, на симптомите кај овие различни типови на диагнози и болести? Секогаш, значи вака кога ќе настане силна акутна болка, најчесто, да кажеме, доколку во моментот кога настанала болката или ако се тоа неколку часа, да кажем, подоцна, ако ние претходно сме носеле некаков товар,
Да, например, тешки кеси сме носеле по скали. Неправилно носење, неправилно функционирање во текот на денот, подолго време сме стоеле во една стоечка позиција во која што сме го фиксирале рбетот за да извршиме определена активност или на пример сме возеле подолго време. Тогаш доколку се појави болка после неколку часови во лумбалниот дел од половина од рбетот, тогаш очекувано да знаеме дека тоа се всушност симптомите предизвикани од таквиот тип на функционирање, да кажеме, во претходните часови. Но секако дека и тука може да влијаат и голем број на други состојби кои што се пропратни. Сепак ние во различните возрасти можеме да очекуваме и различни дополнителни состојби, коморбидитети кои што може да предизвикат слична состојба или само да ја надополнат состојбата. Например, доколку имаме некои дегенеративни заболувања кои што го фатиле самиот рбет, нормално дека при едно неправилно стоење, неправилно, да кажем, подигнување на товар и истото тоа во текот на денот доколку се носи подолго време или се практикува почесто во текот на денот, нормално е дека ќе очекуваме дека ќе се зголеми, дека ќе имаме болка. Буквално сме подготвени да кажам дека ќе се соочиме со таков тип на болка. Но сепак постои веројатност, на пример, доколку не сме правеле ништо, таква во текот на денот сме функционирале нормално, без никакви, да кажем, подигнување на тешки предмети, не сме седеле премногу, не сме возеле долго, например, и одеднаш ни се појави некоја болка, тогаш треба веќе да размислиме, да побараме соодветна медицинска подршка во која што ќе се направи и соодветна диагностика, за да се види всушност што е причината за таа болка. Понекогаш што може да бидат например, бубрежна инфекција или камења, да кажеме, во бубрезите, па таа силна акутна болка може да биде, да кажеме, помешана моментално со некоја од другите, да кажеме, како болка при лумбосакрален синдром. Нормално постојат и други состојби, например, болките во колковите, како што реков, ревматоиден артрит може да даде таков тип на болка. Значи, мораме да ги веќе да направиме соодветна диагностика, соодветно испитување, тестови кои што се прават од страна на ортопеди или, например, се прави нешто од страна на рентгенолози со различните типови на образна диагностика, дали тоа ќе биде рентген, магнетна резонанса, компјутер, кој што ќе биде побаран од лекарите и ќе се утврди всушност причината за таквиот тип на болка. Така да Значи, неопходно е да се постави диагноза зошто е присутна болката, бидејќи повеќето луѓе, кога ќе имаат некаков проблем со грбот, ќе се јави болка во половината или во крстот, веднаш ќе појдат на физиотерапевт и велат, помогнете ми, како да се реши проблемот. Да се намали болката, за да може да почне да продолжи со начинот на функционирање. Ако немате диагноза, можете нешто да преземете? Доколку, да кажем, како што напоменав на почетокот, доколку станува збор за болка која што настанала после како последица на физичка активност која што била константна, со неправилна позиција, носење на товар, например, може тоа да се случи при преселба. Може да се случи на работна позиција која што изискува таков тип на физичка активност во текот на денот и после известно време, да кажеме, после неколку дена, кога било малку понапорна работа, ако се појави таков тип на силна болка, тогаш знаеме за што станува збор. Но доколку пациентот даде анамнестички податоци дека всушност боледува и од други состојби, не знам, еве рековме дека може има бубрежна инфекција, претходно боледувало од, нели, има камења во бубрезите или во мочните патишта, така да тогаш веќе треба да се пристапи кон соодветна диагностика за да се најде соодветно решение. За да не се помешаат состојбите. Може да се и двете на крајот, нели, но сепак треба некој тоа да го разреши. Така. А што се презема за да се намали акутната болка во долниот дел на грбот? Мирувањето е најдобрата варијанта, но многу е специфично кога го објаснуваме на пациентите. Во мирување не значи воопшто да не се прави ништо тој ден. Значи при акутна силна болка која ќе се појави, многу ретко физиотерапевтите препорачуваат фармаколошка терапија. Но во оваа варијанта лекови за смирување на болките. Но во ваква ситуација кога пациентот, да кажеме, изненадно утрински дома му се случува да има таква силна болка да не може да стане од кревет, тогаш веќе треба да размислиме за некаков тип на аналгезија,
нормално во консултација со доктор, ако не може да посетат доктор, тогаш да се консултираат по телефон, нешто да ја намали, да ја ублажат, да кажеме така народски кажано, или да го намалат нивото на болката, за да може да се зголеми мобилност. Сега, кога викаме мерување, сметаме дека тогаш во тој период на таква болка не треба да се преземаат, да се практикува некоја физичка активност која што претходно била причина. Не е идејата да се напиеме некаков аналгетик, за да можеме да се вратиме на работа и на работа да ја спроведеме истата активност која што, да кажеме, била причинител за таквата болка. Значи, намалување на болката со помош на аналгетици, за да може да се зголеми мобилност. Нормално, тука може да се применат и дополнителни, да кажем, третмани. Може да се применува и криотерапија. Значи, терапија со ладно. Да, терапија со ладни облоки да се постават на местото на болка. Соодветните позиции во кои што ќе се лежи, да кажем, во кои што ќе се избегни предизвикувањето на болката и повремената мобилизација или нормално треба пациентот да проба да застане на нозе, треба да се вертикализира, но сето тоа кога ќе се намали нивото на болката. А как? Не е идејата да бидат врзани во кревет. Значи, точно е дека се кажа да се мирува, да се мирува, но не значи дека не треба да станат 4 недели. Зборуваме за часови кога треба да се одмори или нормално, да се намали интензитетот на болката, да спадне мускулниот спазам со помош на аналгетиците, со криотерапија и тогаш полека веќе да се годи кон мобилизирање. А како да се спие во текот на ноќта и што од домашните работи може да се извршува, а што не препорачувате? При појавата на болка? Да, при акутна болка. Најчесто им препорачувам на пациентите да си најдат својата најдобра позиција за спиење, во кој што ќе можат да имаат каков таков квалитетен сон. Кога станува збор за ваков тип на болка, верувајте дека тешко се спие и најчесто и страф им е дури да кивнат, заради тоа што тоа се страшни болки во кои што целиот организам е под стрес и квалитетот на сон е комплетно намален. Препораката е да бидат свиткани двете нозе, значи да бидат во флексија, доколку пациентот има пракса во фетосна положба, со тоа што може да се постават и да се постави една перница помеѓу двете нозе. Идејата е перницата да биде доволно голема за да не се чувствува тежината, да кажам, на долниот екстремитет кој што ќе повлече мускулатурата од страната на рабетот. Значи, буквално да биде неутрализирана самата тежина и во таа позиција да остане да спие колку што може подолго. Мислам да остане да се наспие, да кажем, да има добар квалитетен сон за да може наредниот ден да функционира. А во однос на домашните работи? Од домашните активности мислам дека ќе биде комплетно ослободен. Ослободен, заради тоа што со таков тип на болка мислам дека всушност тој ќе биде проблем на домашните. Околу така да, во секој случај најчестите такви ситуации кои што сум ги имал во животот и во праксата, дека всушност нормално дека на тој пациент треба некој да му помогне, домашните, дека треба да бидат покрај него, да му помогне да се позиционира, да му помогне да стане. Има ситуации во кои што на самиот пациент му е неопходно, да кажеме, и да користи и ортопедско помагало, дали тоа ќе бидат можеби лумбарен појас кој што ќе затегне мускулатурата и дополнително помагало за движење, може да биде дури и одолка. Сум видел секакви ситуации во кои што пациентите, да кажам, и помлада популација со силно изразена болка не биле во можност да застанат на нозе да извршат своите физиолошки потреби. Така да сериозен проблем сепак. Се тие болки. Акутната болка може да биде сериозен проблем. Откако болката ќе се смири, обично по неколку дена, може ли да се почне со некакви вежби? Штом нивото на болката падне, веќе може да се почне со сега внимавам со зборовите вежби. Не значи дека пациентот сега веќе треба да биде, не знам, да се опушти во вежбањето максимум. Јас би рекол, тоа би требало да биде под надзор на физиотерапевт и под континуирана соработка со физиотерапевт, заради тоа што се прават погрешни вежби и грешки всушност, кои што може само да ја зголемат болката.
Во оваа ситуација и би всушност би препорачал да биде тоа едно истегнување со помош на физиотерапевт, да се направи истегнување на мускулатурата која што е во, да кажем, околу лумбосакралната регија, на долните екстремитети, на глутелната мускулатура, да се ослободи. Понекогаш, еве, на почетокот спомнавме различни причини, различни состојби може да предизвикаат, нели, слична ваква болка како што е на лумбосакралниот синдром, и може тоа да се помеши исто така и со пириформис синдром. Тоа е еден мускул кој што е во позадината на подглутелната мускулатура, кој што низ него поминува самиот ишиадикус, најголемиот нерв, да кажем, во човечкиот организам, и кој што при таков спазам или затегнатост на мускулот може всушност да даде истиот тип на болка како што е при лумбосакралниот синдром. И всушност дури не е ни важно во моментот, да бидам искрен, важно е пациентот да биде обезболен, да се намали нивото на болка и да се направи стречинг или истегнување, но тоа ќе го прави само физиотерапевт. Стручно лице, значи некој кој што си ја познава работата. Не станува збор за местачи, да се разбереме, значи не треба да се размислува на таква работа. Киропрактичари или луѓе кои што не зборам, да не бидам погрешно разбран, киропрактика е наука кој што се проаѓа со 4 до 5 години со соодветно високо образование. Кај нас се уште не имаме киропрактичари кои што немаат поминато факултет за киропрактика, туку се со дополнителни курсеви. Затоа велам дека треба да се има соодветен медицински пристап во третманот на ваквиот тип за состојби. Значи треба да се внимава кај кого се оди, така? Да, треба да се внимава. Сепак треба да се побара медицинска поддршка. Во секој случај да се сконтактира својот, не знам, матичен лекар, да се каже своето состојба доколку пациентот нема можност да го потсети, или да се побара помош во некој од центрите, ургентните центри или центрите за болка, за да се намали нивото на болка. Од што зависи каква ќе биде прогнозата? За колку време пациентот ќе се обезболи? Многу фактори, јас би рекол, без разлика на состојбата, пациентот ќе се обезболи, бидејќи со соодветната фармаколошка терапија, дозирањето, со помош, тоа сепак тоа го прават, нели, специјалисти, анестезиолози кои што си ја знаат работата. Би рекол, влијат различните фактори. Не можеме да очекуваме дека пациент кој што има обезен пациент кој што има своја со body mass index поголемо од она што е вообичаено и што она што би требало да биде, дека ќе има брзо опоравување, брза рехабилитација. Значи самиот тој начин на живење, неговите дневни активности, практиката и физичката активност или работните активности кои што ги има, може да влијат во процесот на рехабилитација, и тоа секој пат треба да се има во предвид кога се започнува, да кажам, еден третман кај еден пациент. Не треба да третираме само да бидеме фокусирани на проблемот, да кажеме, како лумбосакрален, туку мораме да гледаме на пациентот како една единка, за да му помогнеме да го решиме проблемот, зашто во таквите ситуации имаме такви коментари кога нели поминав 20 дена физиотерапија, но не ми е решен проблемот, но кога ќе имаме можност да се видиме, нели, на самата проценка или на тета-тето, нели, кој ќе земе соодветната анамнеза, ќе го провериме човекот, тогаш гледаме дека всушност има и погрешни навики кои што константно ќе предизвикуваат, без разлика дали ќе биде 20 дена на физиотерапија. Значи тоа не може биде конечно решение доколку има додека не ги направи при промена на својот начин на живење. Животните промени, значи се клучни, ќе проговориме за превенцијата за појавата на болката во грбот, но ќе ги поканиме гледачите да комуницираат со нас во денешната Телма амбуланта на еден малку поинаков начин не преку телефонски јавувања, туку преку пораки, прашања на нашата страница на Facebook Телма амбуланта, _0+ месеци на телевизија Телма. Во нашиот инбокс поставите го прашањето, гостинот Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во клиничката болница Жан Митрев, ќе даде одговор на сето она што е ваша дилема поврзано со темата за која што зборуваме, а тоа е болка во долниот дел на грбот, за жал исклучително често присутен проблем. Кога еднаш ќе ни се јави ваков проблем, доколку направиме животни промени, за кои што малку подоцна во емисијата ќе зборуваме, дали ќе ни биде потребна воиднина физиотерапија, редовна?
Не, значи, ако се придржувате на кој што даде насока од страна на физиотерапевт или доктор, промена на животните навики, решен проблем со помош на физиотерапија, тогаш всушност останува само да ги применувате, да кажеме, насоките за одржување на состојбата. Тоа би било, да кажеме, соодветно функционирање на работните активности, вежбите кои што треба да ги правите можеме редовно. да видиме вежби тука на нашиот видеозид, фотографии кои што се однесуваат на конкретни физички активности поврзани со решавање на проблемот со болката во грбот? Точно, да. За тоа ќе видите, значи ова се всушност еден тип на вежби кои што се малку поразлични од стандардните, да кажеме, од она што стандардно кога се оди се прави, нели, вежби на физиотерапија. Ова не се сложени вежби? Ова не се сложени вежби. Ова се всушност вежби во кои што всушност се прави истегнување на мускулите кои што се во буквално на целото тело, да кажем, кои што се поврзани со лумбосакралниот синдром. Дали тоа ќе биде паравертебралната мускулатура, глутелната, мускулите доле на долните екстремитети, така да идејата е всушност да се направи едно комплетно освежување на состојбата на мускулите, бидејќи, како што кажав, заради константната физичка активност која што ја изискува определена работна позиција. Да предпоставиме станува збор за шофер кој што е возач, нели, на камиони, кој што има определена задача да стигне од една точка до друга точка во определен тајминг, имајќи предвид дека станува збор за Македонија, Балканскиот полуостров, каде што не се практикуваат правилата за колку часа се вози на ден, нели? Тогаш имате во предвид дека тој пациент секако дека ќе развие лумбосакрален синдром. Не е проблем тогаш акутната фаза, тогаш е проблем хроничната фаза кај таквите пациенти кои што всушност во таа позиција во која што седат во текот на денот, факт е дека ќе имаат намален тонус на лумбосакрална, ајде да кажем, на паравертебралната мускулатура. Не може да очекувате дека таа мускулатура кај тој пациент ќе биде соодветно зајакната, и при едно неправилно движење со слаба мускулатура може настане мускулен спазам кој што ќе предизвика силна акутна болка и кој што ќе ја решиме можеби за неколку дена. Но проблемот е доколку тој се врати на истата функција, со истото работно време од препорачаното, тогаш веќе имаме хронична состојба која што треба да се реша константно. И со тој пациент треба да се работи, бидејќи ако бара помош мора да слуша од она што ќе му дадеме во совет. Не можеме да Тогаш не се доволни ни само овие вежби за истегнување што гледачите може да ги видат на видео. Ништо од тоа да помогне. Факт е дека треба да се направи промена во начинот на функционирање. Ајде ќе проговориме за превенцијата. Инвалидските пензии не се решение. Јас многу пати тоа го кажувам, бијќи нели многу често ни се случуваат пациенти кои што имаат состојба во кој што нели подолго време хронична фаза, не може да смени позицијата и веќе размислува како да дојде до инвалидска пензија, кој што е една нејасна ситуација. Значи, тоа е начинот на бегање од одговорноста кон собственото тело. Мораме да превземеме нешто да го решиме проблемот. Не е да се откажеме. Некој доколку има таква работа. Може да се промени работната позиција. Значи, например, имам од информации, искуство со колеги во Германија, можам да кажам, каде што на пациентите кои што се лекуваат од лумбосакрален синдром од хронична фаза, факт е дека им се менуваат позициите. Работната позиција ќе му се даде соодветна позиција ако таа позиција работна го предизвикувала состојбата. Значи со помалку носење на товар, ако станува збор за физичка активност. Доколку станува збор за позиција во која што треба да седи пред компјутер или административна, да речеме, активност, тогаш се менува нивото на биро, нивото на столица или воопшто нема да седи на столица, туку ќе седи на физиотопка, значи или му се даваат соодветни апаратчиња за електротерапија кои што се за транскутна електродневна стимулација со многу едноставен интерфейс или начин на функционирање кај што пациентот не треба ништо друго да знае освен каде да ги постави електродите и да го пушти интензитетот на струјата. Така да постојат начини како да се третира или да се влие на оваа состојба. Само треба да бидеме... Но кај нас системот така не функционира, да бидеме реални. Предпоставам ќе биде проблем дури и на работното место некако донесе физиостолица или си донесе топка за да седи. Не секаде ќе биде и тоа прифатено.
Еве, која е предноста доколку се користи физио стол наместо класичен стол? Го избегнуваме моментот на, да кажем, ајде на фиксација на рабетот, ако може да се изразам така, бидејќи еве во оваа позиција во која што седам, не морам да мислам на мојот рабет во моментов. И оваа позиција ако трае 8 часа денеска и без да станам, факт е дека ќе имам некаков проблем. Можеби годините и младоста, да кажем, ќе нема да ми дадат резултати во моментов, можеби после 8 часа, но после неколку месеци нема да бидам во истата здравствена состојба, да бидам или истата мобилност која што ќе имам денеска. Но доколку седите на физиотопка, таа површина е, ајде да кажам, неравна, нели? Еве можеме во моментов да видиме фотографија на И во текот жена што седи на физиотопка. Во текот на денот, извршувајќи работната активност на компјутер, нека административна работа која што изискува полого време седење, да кажеме, сепак тоа е за некој таков тип на работни позиции. Ние не мораме да размислуваме фактот за работот, но мораме да мислиме всушност нели да останеме на топката. Така. Така нели и со некакви движења за кои што веќе не размислуваме, ние всушност го активираме рабетот или активираме паравертебралната мускулатура и таа останува константно активна. Значи во текот на тој цел ден додека функционираме. Со тоа ги избегнуваме оние моменти како што ви напомнав на почетокот, нели фиксирање на зглоб на рабетот, бидејќи така ни налага позицијата. Сега веќе немате потреба тоа да го правите, бидејќи константно имате едно движење, вклученост на мускулатурата на на рабетниот стол, но секако и на долните екстремитети. Веќе имате раздвижување во позиција, значи одите напред, назад, не е она во оваа позиција во која што сте, да кажем, денеска пред компјутер. Така да, еве, да, јас искрено топло го препорачувам на сите кои што дошле кај мене во амбуланта да побараат некаков совет, консултација. Да, еден од начините промените е ова. Да, може вака да изгледа различно, но сепак кога на крајот ќе видите резултатот краен. Ако се соочите еднаш со акутна болка од лумбосакрален синдром, мислам дека нема да ви биде, така да кажам, гајле што ќе мисли околината доколку одлучите да седите на физиотопка. Ако една таква болка ве остави дома едно 7 дена, минимум 7, една недела, но ако ве остави полого време, тогаш веќе губите и нели работниот процес. А што можеме да направиме за да си ја подобриме постурата, односно држењето на телото, бидејќи повеќето од нас се малку подгрбавени, нели? И седичкиот начин на живот придонесува за тоа. Седичкиот начин на живот, употребата на компјутерите, мобилните телефони. Да, мобилните телефони. Имаме и болка понекогаш. Така да, корекција на постурата, пациентите кои што имаат некој ваков тип на проблеми кои што се соочиле претходно и кои што почнале да седат со топка, после вториот ден ми се јавуваат и јас сега имам исправа за вежбање на работно место. Реално да, топката може да искористите како помошно средство за вежбање, за да се раздвижите и најдобро е за пациентите кои што без разлика сега користат топка или седат на некоја си друг тип на столица во својата канцеларија, сепак после 45 минути максимум активност, тоест седење, заложително станете и направете истегнување на мускулите на рамениот пояс, дали тоа ќе биде на половината, долни екстремитети, горни екстремитети, мускулите кои што се на вратот, одржувате својата мобилност во зглобовите, заради тоа што најголемиот проблем настануваат кога ќе се наталожат, да кажеме, некои си промени во мускулно-скелетниот систем, заради недоволна физичка активност. Може да имате ограничување на подвижноста на рамото без да сте свесни. Така. Заради тоа што можеби таква е функцијата работна пред компјутер, нели почнувате да функционирате, немате ништо кое што раката ќе треба да ја подигнете повисоко, нели? И без да се свесни дека ви се случува нешто, се до моментот на појава на болка. Така. А што е пример, со повозрастните лица кои што со часови седат на фотелја, на кауч, прилегнати гледаат серии, па ќе почувствуваат болка во долниот дел на грбот. Дали и тие би можеле да употребат во домот физиотопки како замена за стол со оглед на возраста, па некои од нив губат и рамнотежа, па се плашат да не паднат? Што за нив советувате во однос на седењето? Доколку станува збор за
луѓе кои што биле претходно физички активни нема да имаат проблем да седат на топка и на 70 години. И да Значи можат на функционираат. 70 години да седат на топки така да гледаат серија? Па зашто да не? Доколку биле претходно физички Ако активни. биле претходно физички активни, зборам за луѓе кои што имаат добри инстинкти, може да ја исконтролираат својата позиција, да седат правилно. Да, но сепак кога стана збор за луѓе кои што во моментот се соочуваат со лумбосакрален проблем, ако на тоа дополниме остеопороза, ако дополниме на тоа немање физичка активност со години наназад, ограничена мобилност, тогаш не препорачувам. Тогаш веќе е ризик, да. Тогаш веќе ризик. А каков начин на седење препорачувате кај нив? Еве, на кое ниво да бидат колената? Тогаш може да се користат дополнителни други додатоци, да кажеме, на самите столици, фотели, како и да е, она што го користат дома со дополнителни перници во кои што ќе направат ќе ја подобрат кривината на самиот рбет, нели имаме две кривини на самиот рбет, за да задржат една добра позиција, но сепак се зависи прво за каков тип на проблем станува збор и тука не станува збор само за еден проблем. Секој пат има повеќе, бидејќи имајќи предвид возраста, нели сигурно дополнително има и нешто друго кое што треба да се среди, така индивидуално би кажал е пристапот кај овој тип на пациенти, повозрастните. Кај некој пат, значи тоа е, да кажеме, групата од 60 години понатаму. Не мора да значи дека ќе бидат проблем. Доколку биле физички активни, си тренирале редовно си биле се имале пешачење, правеле вежби, истегнување, немат, гледаме филмови, нели, така кога и на 70 и на 80 години се практикуваат вежби. Дали секогаш препорачувате оние кои што имаат покачена телесна тежина да ја регулираат? Дали Оние кои што имаат покачена телесна тежина се соочуваат со проблем со дебелина. Покрај режимот на покрај вежбите што ќе ги добијат, дали препорачувате да се обратат и на нутриционист за да си го решат проблемот? Да. Значи, редукција на телесна тежина. Тоа е дел од превенцијата за превенција ако е на време, но ако веќе се појави проблемот, нели ако веќе имаме лумбосакрален синдром, болки во половината, во хронична фаза, факт е дека тој пациент мора да размислува на редукција на телесна тежина, че мора да ослабне и да се врати во една состојба во која што своето тело ќе може лесно да го носи, еве вака да кажам. А кога веќе дојдовме до оптоварувањето? Ако сме создадени, еве да кажеме, на висина од 1,74 м, да имаме тежина околу 70 до 75 килограми. И ако ние нова додадеме на тоа тело кој што не е подготвено да носи тежина повеќе од тоа, ако додадеме уште 20 или 30 килограми во текот на животот, факт е дека ќе направиме амортизација на сите зглобови, не само на лумбосакралните, не знам, на лумбосакралниот дел од рбетот. Можеби таму најмногу е притисокот заради тоа што треба да се носи тоа тело. Тоа сигурно ќе може да предизвика и на другите зглоби, дали тоа ќе бидат колената, колковите, скочните зглобови. Може да направат дополнителни проблеми. Значи оптоварувањето, телесната тежина влие врз целиот Затоа има еден индекс на телесна тежина, кој што треба да се следи. На телесна маса кој што треба да се следи да бидеме, тоа е наједноставното нешто што би можело да го направиме за себе си. Значи да не бегаат луѓето од вагите, да се мерат редовно. Не, напротив, треба да бидат информирани, треба да се сносат сами на себе одговорност. Тоа е исто како пациенти кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест и продолжуваат да пушат цигари. Да, и во исто време, да, тоа е паралелата. И во исто време бараат медицинска поддршка. Ќе го решат проблемот, но никако не се откажуваат. Мислам, ќе побарат моментално решение на проблемот, олеснувањето во дишењето може ќе го добијат, да, но цигарите остануваат во позадина. Така овие две работи би ги поврзал вака заради тоа што нема друг начин. Мора да се, кога ќе се појави еднаш тој тип на болка во половината, поради амортизација, да кажеме, на лумбосакралната регија од рбетот, и ако имаме телесна тежина која што не е во координација со она што би требало ние да го имаме, како нели со индекс на телесна маса, тогаш веќе мислено треба преземе нешто. Зголемување на физичката активност, соодветни вежби, да кажеме, работа со физиотерапевт, нормално нутриционист, за да може да се вратиме во нормала. А како правилно да ги креваме предметите за да не настрада грбот? Како правилно се крева товарот? Кревањето на потешки предмети
или предмети кои што се наоѓаат на пониска површина, Добре. кои што мораме да се наведнеме. Всушност не мораме да се наведнеме, не мораме да правиме флексија во трупот или светкување во трупот за да подигнеме, зашто треба да избегнеме тоа истегнување на мускулите, кој што го спомнавте на почетокот од емисијата, кој што може да предизвика таков тип на болка. Всушност треба да клекнеме, да го земеме предметот, кутијата, без разлика за што станува збор, и соодветно да ја носиме. Сега, ако станува збор за нешто кое што е инцидентно и денеска треба само еднаш да префрлиме или да преместиме некаков товар, кој што сметаме дека можеме, нели, нашата телесна тежина дозволува да го подигнеме тој предмет и да го префрлиме, тогаш не е страшно да се направи еднаш, да кажеме, но доколку и да биде тоа правилно, но доколку треба денеска да преместиме, да растовараме, например, не знам, камион или не знам да товариме камион, тога бе разбирате, кога имате некој поголем товар, во секој случај користете дополнителни помагала за товар, да се избегне оптоварувањето на работниот столб. Треба да живееме, нели, максимум. Бидејќи знаат луѓето често да кажат кренав нешто тешко и ми крцна нешто во кичмата, се сецнав, и еве сега имам болки, не можам да се исправам. Обично тоа така оди. А што е со чевлите? Какви чевли треба да носиме? Еве жените носат високи подпетици. Дали е тоа проблем кога станува збор за рветот? За жал, да. За жал, заради тоа што знаеме дека сите носат високи подпетици, жените, заради тоа што сакаат да изгледаат подобро или поубаво, но во секој случај високите подпетици може да предизвикаат и голем број на проблеми. Можеби нема да има лумбосакрален синдром да биде поевен сега после неколку часа носење на високи подпетици, но може да биде напната мускулатурата на долниот екстремитет, може да има скратување на ахиловата тетива, на целата мускулна група која што е позадина од самите од долните екстремитети, од нозете, кој што може да предизвика дополнително со текот на годините и лумбосакрален синдром. Тоа не значи дека сега денеска после 4 часа ќе предизвикате, но со текот на годините ако се носи кумулативно со многу часови. Да, заради тоа што како што реков претходно се амортизираат и самите зглобчиња, зглобови и тоа се префрла. Какви чевли се препорачуваат кога станува збор за здравјето на грбот? Тоа сега да кажам, значи ниту премногу високи, ниту премногу ниски. Еве, значи високите подпетици може да бидат една од причината, но исто така може да бидат причина и оние една од причината може да бидат и оние ниските обувки, балетанките. Затоа обувките треба да бидат внимателно одбирани, да имаат соодветна кривина во која што ќе има притисок врз плантарната фасција. Доколку нема такви обувки во кои што во моментов сте ги набавиле или во интерес на модата сте одбрале нешто што е малку поразлично, тогаш веќе обезбедете си соодветни ортопедски влошки. Сега веќе може тоа да се направи да бидат со соодветно скенирање на стопалото и да добиете ортопедски влошки кои што всушност ќе го одржат стопалото во една добра позиција за да можете и вие да бидете исправени. Нарушувањето на статиката на телото доаѓа всушност од стопалото. Најчесто, заради тоа што ако одиме со неправилни обувки, таа позиција на стопалото од правилна оди кон едно искривување во кој што има спуштен свод, па тоа нормално ќе може да предизвика понатака промените во скочниот зглоб, до коленото, да направи други промени во самите зглобови и да предизвика и дегенеративни промени. А што би требало да преземеме за време на долгите патувања, кога се седи предолго во столча? Доколку не возиме, доколку не возат, ако може така да се каже, доколку например, сме во авион на некој прекоќански лет. Предолго седиме столчето и... Да, тогаш задолжително треба да се стане, да се проба да се раздвижи, во секој случај да се избегне тоа долго седење во текот на патувањето со користење на компресивни чорапи, исто така да се проба да се истегне. Знам дека сега ова звучи малку тешко, нели, бидејќи се наоѓате во некој си, не знам, автобус, авион, но во секој случај доволно е да се раздвижат. Да се направи некаква да се стане од столчето и да се прошета. Да се стане од позицијата, сепак има летови кои што траат по 12 до 16 часа, сепак тоа е премногу. Така. Зошто да си го
расипете одморот, ако може така да кажам. А помагат ли масажите кога станува збор за болката во долниот дел на грбот? Може ли да се спречи проблемот со редовни масажи? Да, сега вака, ако збориме за превенција, тогаш одржувањето на телото, заедно со вежбите и стегнувањето, може да бидат и мануелните терапии или мануелната масажа. Во секој случај, тука нема ништо спорно, но доколку веќе се појави проблемот, тогаш се избегнува тоа да се прави во акутната и субакутната Значи, кога фаза. не боли нешто, не е препорачливо да кажеме дојди тука и измасирај ме, нешто ме боли? Во акутната фаза не. Може би во понатамошните фази. Веќе знаеме да побараме масажа од некога. И да лоцираме точно каде не боли, таму да биде нели во акутна фаза не се поинтензивни, препорачува. посилна масажата. Со поголем притисок. Ќе се навратам Значи, на почетокот на разговор. Значи во таа фаза кога има ограничена мобилност, кога пациентот буквално му е страв да се накашла, сметам дека нема да дозволи ниту некој да го допре да направи масажа и верувајте ми дека е така. Без разлика, да, бараат помош од физиотерапевт, но ја чекаме таа фаза да одмине, даваме совети што може да се направи. Криотерапијата помага тогаш. После тоа веќе може се користат топлотни агенции во хроничната фаза и дополнително другите електростимулативни терапии, до електротерапија може да биде, значи транскутана електронервна стимулација, може да се користат интерферентните струи, може да се користи функционална магнетна терапија, само магнетната терапија како третман, така да има голем број на третмани кои што може да бидат искористени кога ќе одмине самата акутна фаза, подоцна веќе може да се применуваат и нормално, како што рековте, мануелната масажа или мануелен третман за подобрување на периферната циркулација. И моето последно прашање во денешната телма амбуланта е што може да се направи за да се избегнат повредите на грбот? На крај се пак ја завршиме со на подобро да се спречи отколку да се лечи, нели да. Треба да се остане физички активен, треба да се внимава на својата телесна тежина. Физичката активност е најбитната или најважната всушност во целата оваа ситуација и да внимаваме на определени работни позиции, бидејќи сами си ги одбираме нели професиите, си ги знаеме професионалните ризици кои што се во контекст на тоа, така да мораме да бидеме подготвени со користење на соодветни, ајде да кажам, некакви помагала или ергономски средства околу нас. Значи, на соодветна висина може да биде бирото, ако веќе подолго време треба да се работи. Соодветна столица или да се користи физиостолица. После известно време, или после 45 минути седење задолжително да се направи стречинг и стегнување на работното место со користење, без да се користи кој знае какви потребни помагала за вежбање. Доволно е топката доколку веќе се седи на топка или пак воопшто без никакво друго помагало, само да се направи развежување, да се пијат течности и да се внимава, како што реков, повторно ќе кажам, на телесната тежина, бидејќи со текот на годините ја надополнуваме, помалку се движиме и всушност создаваме одлични услови за да се предизвика лумбосакралниот синдром, доколку не сме активни. Како е вашето искуство? Често се јавуваат луѓе со лумбосакрални болки кај физиотерапевтите? Ви кажал дека можеби едни од најчестите кои што имаат лумбосакрални проблеми или болка е всушност и здравствените работници. Заради тоа што нивните работни активности околу самите пациенти или почнувајќи од сите нивоа на здравствени работници, дали тоа ќе биде хирургот кој што денеска мора да стои во една позиција да спроведе определена хируршка интервенција неколку часа поред, да не кажуваме дека тоа може да биде и по 10 на час, или болничарот кој што треба да му помогне на пациентот да стане од креветот, физиотерапевтот да спроведе определена терапија и да го позиционира пациентот, сите здравствени работници во определен дел од денот имаат можност да направат да си предизвикаат всушност една акутна болка во лумбосакралниот како дел од лумбосакралниот синдром. Можеби најчеста група, освен здравствените работници, би кажал тоа се возачите, поготово оние кои што се на подолги релации, вклучително и на градскиот сообраќај. Да. Тоа се позиции во кои што
За жал не може да станат и да направат истегнување, не може да направат пауза толку често колку што ние им препорачуваме, да бидеме искрени. Така, треба да се грижиме за нашето здравје, како што рековте, подобро да се спречи отколку да се лечи. Во овој случај кога станува збор за болките во долниот дел на грбот, може да се направи нешто за да се превенира. Да. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Благодарам на поканата. Почитувани, ова беше уште една Телма амбуланта реализирана во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што и денеска не следевте и гледајте не секој работен ден во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, термин во кој што заедно учиме за здравието. Пријатно!